Да си простиме и да се сплотиме околу државните интереси, додека не е доцна, порача председателот Ѓорги Иванов на обраќањето на Свечената академија по повод 25 годишнината од независноста на Република Македонија. Додека на 20 годишнината од независноста сплотени и единствени се радувавме, овој јубилеј не затекна раскарани и поделени со меѓусебна омраза и недоверба, рече Иванов. Говорејќи за предизвиците во НАТО и Европската Унија во изминатите години, тој рече дека нашите стратешки цели кои на почетокот не обединуваат со блокадите почнале да не фрустрираат. Блокираните процеси изгубените години предизвикаат длабока политичка криза во кој станавме заложници на гнев и нетрпеливост кон политичкиот противник. Кризи во кои се поделивме, рече Иванов, дополнувајќи дека диалогот од државните институции е преселен во амбасадите на странските држави. Ова година во која кулминираше политичката криза, беше можност за обштествена катарза, за прочистување на нашето општество од сета неодговорност, нетрпеливост и омраза што се наталожија во изминатиот четврт век. Оваа јубилејна година требаше да биде пресвртница и нов почеток. Но наместо тоа, продолживме да тониме се подлабоко во калта на реваншизмот и меѓусебните обвинувања. Обштеството, економијата, медиумите, културата, уметноста, спортот станаа заложници на политичката криза во која секоја страна ги гледаше грешките на противникот, но е слепа за сопствените грешки. Говорејќи за периодот по прогласувањето на независноста, Иванов рече дека Македонија изменила многу планови и оти затоа сме станали исклучок од многу правила. Од почетокот на независноста гледаме постојано некој како да се обидува да го избрише нашето име, рече Иванов. По изборите закажани на 11 декември, председателот рече дека новата влада ќе има големи задачи на повеќе полиња. Во услови на блокирани европски и евроатлантски интеграции, неопходно е Македонија да направи стратегиско свртување кон внатре, порача Иванов. Европската Унија нема волја да ги започне преговорите за членство и да ги отвори поглавјата за Македонија. Тогаш ние самите треба да ги отвориме 34 поглавја и ние самите треба да си ги исполниме критериумите за членство во Унијата. По изборите новата влада, но и сите ние заедно, ќе треба напорно да работиме за релаксирање наместо заострување на односите во општеството, за враќање на културата на диалог и на компромис во политиката. Треба да ја градиме Македонија како држава на успешните,